Наред е генералната проба за бугари во Устав, почитувана македонска јавност, ова ќе ви биде новата реалност, а вие, почитуван Мицковски, веќе нема каде да бегате или на нашиот источен сосед няма бегање. Значи, вие тука ќе си седите, тоест таму ќе си седите и ќе трпите вистинската опозиција, а тоа се овие 6 мина арслани таму. Ова што вие го направивте, почитуван Мицковски, има македонскиот народ многу мудра изрека, што направивте, вие отидовте по волна, а се вративте стрижени. Ете тоа направивте. Се чукавте огради со 58, со 61, колку купивте, тројца, четворица, као на Кванташки, за да дадете спикерско место и да одите кај Африм Гаши на баци рака за да ви закаже седница. Затоа Македонија повторно ќе биде ваша и само ваша, но не на народот. Немаме ние проблем, почитувани, што Африм Гаши е албанец. Не, имаме проблем што е необалист и што е македонофоб, што отворено ги ругам државните македонски инсигнии кои нас ни значат, а него не му значат ништо. Немаме проблем со Неджата Голи, со Старова, со Иве Паликуќан. Македонскиот народ секогаш бил широко граден. Но имаме проблем со Джемо Хасан, на кој ваш градоначалник му гради балистички споменик во Гостивар, со тоа имаме проблем. И немаме проблем ние да го сватиме овој врховизам, оваа бугараштина која историски ги повампири пропагандите од 19 век, повторно да се спои со вас. Оти тоа сме го искусиле историски, затоа што партизаните војуваа и против бугарските контрачети поддржани од тогашната ВМРО, а сегашната ДПМН, и против вашите необалистички чети кои тука доаѓаат. Ајде да видиме политички што вие правите. Вие правите косоваризација на Македонија. Вие тоа го правите. Ке нема парламент во светот на кој што ќе се преседава на македонски јазик. Двојазичните документи за кои вашата сегашна председателка Силјановска климаше со глава кога со Мицевски приговаравме зошто ни се даваат двојазично, истата таа пракса ќе продолжи и сега. И видете која перфидност вие ја правите. Вие велите, вие се радувате потајно што СДС ги заврши сите Валкани работи. Но не, почитувани, во кривично право има термин кој се вика соучесништво. Вие бевте соучесници во сите нивни Валкани работи. И тие соучесници одговараат исто како и непосредните извршители. Сакате да ви ја вратам меморијата за што бевте учесници? За Преспанскиот договор, почитувани, кога 8 ваши мачиња се поредија тука наместо да го искршат собранието затоа што вика. И никогаш не повикавте на бойкот на референдумот. И изгубивте после таков дебакл, изгубивте од Зоран Заев на избори 2020 година. Ајде на друго да ве подсетам. За лажираниот попис да ве подсетам, за кој што собиравте подписи па после ги фрливте во ѓубре. Или за етничката припадност во личните карти на вашиот нов коалиционен партнер Беса, која сакаше да не направи Руанда на Балканот со таква небулозна одредба. Или за двојазичните униформи кои што уште Груевски ги прифати, или за вештачките албански паралелки во Велес, во Чашка, во Гази Баба, кај што секаде се отвараат, или за кворумџиите ваши кои ги пуштивте тука да ги гласаат измените, тоест да прават кворум за гласање на измените со кои што стотици ваши функционери гонети од бившото СЈО сега се слободни граѓани. Или за културно-забавниот живот кој ни го приредивте на протестите за француски предлог додека Урсула тука ви држеше лекции. Или за широката коалиција со Ковачевски која што ја прифативте на пресконференција. Или за саботажата на протестите за онкологија која со циркуларка ги отповикавте вашите членови од теренот. Или за легализација на дивоградбите кои што ги одблокиравте за да си ги легализирате вашите хациенди. Кјутевте како млади невести за Чебрен, во фијока го држеше Бојан антилихварското законодавство, судики си ги стававте жените на ваши пратеници. Треба ли уште да ви редам што вие направивте за Македонија како опозиција? И згорана се го излажавте народ. Што не му кажавте на народот дека партија со двајца пратеница ќе ни го албанизира собранието?
Тоа ќе беше честна политика, да кажете и памтете ми го зборот, ова е генерална проба за бугари во устав. Овој парламентарен состав, овие центарци кои сега ги гледате, ќе ви ги внесат бугарите устав до нова година. И затоа Вардар не ве пере, почитувани колеги, за срамот што му го нанесовте на македонскиот народ. Каде е волјата на македонскиот народ во ова собрание? Каде сте вие, арслани? Не, вие ономатопејски можеме вашата политика да ја сведеме само во еден збор. Тоа е мјау. Фала ви, пријатно.